Според последните податоци на Државниот завод за статистика, трошоците за живот во март оваа година забележале раст од 4,9% во споредба со истиот месец минатата година, додека цените на мало пораснале за 3,4%. На месечно ниво во однос на февруари се регистрирало зголемување на трошоците кај транспортот за 3,4%, алкохолните пијалаци и тутунот за 3,2%, храната за 0,4%. Раст има и кај угостителските услуги, кои се поскапале за 2,4% во споредба со март лани, додека во периодот јануари-март цените се зголемиле за 3% во споредба со истиот период лани. Од владата најавуваат таргетирани мерки за намалување на влијанието на инфлацијата по великденските празници. Премиерот Христијан Мицкоски истакна дека досегашните мерки, како намалувањето на ДДВ за горива и акцизите, веќе ја намалиле инфлацијата на половина од очекуваното ниво. Мицкоски додаде дека идните мерки ќе бидат комбинација со намалување на ДДВ и ограничување на профитната маржа, со цел инфлацијата да остане под контрола. Тој посочи дека засилувањето на инфлацијата било видливо во втората половина на март и дека владата ќе продолжи со анализи пред донесување на конкретни одлуки. Според податоците на Државниот завод за статистика, на почетокот на учебната 2025-2026 година, бројот на учениците во редовните основни училишта изнесувал 174.040, што представува намалување од 3,6% во однос на претходната учебна година. Во редовните основни училишта се запишани 17.921 првач, додека во учебната 2024-2025 година бројот на првачиња изнесувал 19.452. На почетокот на учебната 2025-2026 година функционирале 927 основни училишта. Бројот на учениците во редовните средни училишта изнесувал 67.540, што представува зголемување од 0,6% во споредба со претходната учебна година. Во првата година на средните училишта биле запишани 18.554 ученици, редовните средни училишта во државата се 128. Податоците покажуваат дека додека основното образование бележи благо намалување на бројот на ученици, средното образование бележи стабилен пораст, особено кај прва година ученици. Премиерот Христијан Мицкоски најави плоден ден од втората сесија од стратешкиот диалог меѓу Македонија и Соединетите Американски држави, што денеска се одржува во Вашингтон, кој што би требало да заврши со заедничка изјава. Очекува да се промовира инвестиција во еден значаен производен објект за реткиот минерал антимон, а пред потенцијални американски инвеститори ќе биде представен и проектот за чебрени галиште. Македонија е првата земја од Европа која има ваков стратешки диалог со оваа администрација на Соединетите Американски држави. Висока владина делегација во Вашингтон е предводена од министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Учествуваат и министрите за внатрешни работи Панче Тошковски и за одбрана Владо Мисајловски, како и за дигитална трансформација министерот Стефан Андоновски и министерката за енергетика Сања Божиновска. Исклучително високо ниво теми кои ќе бидат опфатени се дигиталната трансформација, вештачката интелигенција, апликациите и имплементацијата, билатералната соработка, енергетиката, инфраструктурата која ја градиме и во која силно инвестираме. Редок минерал што може за нашата економија да значи многу е рудата антимон, која ќе се експлоатира во близина на кривопаланичкото село Луке, порача премиерот Мицкоски. Агенцијата за кредитен рейтинг Стандард и Пурс и агенцијата Фич го потврдија стабилниот кредитен профил на Македонија во рамки на нивните полугодишни прегледи, информираат од Министерството за финансии. Според Стандард и Пурс, редовниот преглед покажува дека клучните економски и фискални показатели, како и пазарните движења, остануваат стабилни без промена на кредитниот рейтинг на државата. Во последните извештаи Стандард и Пурс го задржаа кредитниот рейтинг на нивото BB- со стабилни изгледи, додека Фич го потврди на BB+ со стабилен изглед. Потврдата од двете агенции е сигнал за стабилноста на макроекономските политики, умереното ниво на јавен долг и способноста на државата редовно да ги сервисира своите финансиски обврски.
Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска истакна дека кредитните рейтинзи ја покажуваат довербата во економските политики, поддршката на јавните инвестиции, особено во инфраструктурата и растот на потрошувачката на населението. Ова е значаен сигнал за охрабрување на реформите и обезбедување удржлив економски раст, додаде таа. Кредитниот рейтинг е важен индикатор за инвеститорите и меѓународните финансиски пазари, бидејќи ја одразува довербата во економските политики и ризиците поврзани со финансиската стабилност на земјава. Апелација ја укина првостепената пресуда против Лидија Димова и предметот го врати на повторно судење пред Основниот кривичен суд Скопје. Како што информираат од судот, по одржаната јавна седница на 11 март годинава уважени се жалбите и на одбраната и на обвинителството, пошто пресудата е укината поради суштествени повреди на кривичната постапка. Според апелација, во пресудата не било јасно утврдено за кои конкретни действија обвинетата е прогласена за виновна, а за кои е ослободена, што представува сериозен пропуст во постапката. Предметот со сите списи е вратен на првостепениот суд на 30 март оваа година, каде ќе треба повторно да се разгледа. Предходно Основен кривичен суд ја осуди Димова на 2 години затвор за злоупотреба на службената положба и овластување, како и обврска да надомести штета од 22,7 милиони денари на Националната агенција. Американскиот председател Доналд Трамп го предупреди Иран да постигне договор до денеска, истакнувајќи дека целата цивилизација ќе умре вечерва, додека не се постигне прекид на конфликтот. Со порака на социјалната мрежа Truth Social, Трамп наведе дека новата американска администрација може да донесе револуционерно прекрасно решение. Во меѓувреме, Соединетите американски држави извршија воздушни напади на островот Харк, погодувајќи војни цели и клучен терминал за извоз на нафта, само неколку часа пред рокот што Трамп му го постави на Иран. Нападите ги потврдија и извори од АП. Во последниот опит за преговори, Пакистан, кој посредува во диалогот меѓу Соединетите американски држави и Иран, се обидува да ги премости разликите, а ирански официјален представник оцени дека се појавуваат повеќе надежи. Пакистан е домаќин на разговорите, во нив се вклучени и дипломати од Египет и Турција. Дипломатските напори се фокусираат на деескалација и продолжување на диалогот за постигнување прекид на огнот, со цел да се избегне ескалација на конфликтот во регионот. Подпредседателот на Соединетите американски држави J. D. Vance предпладнево пристигна во Будимпешта во рамки на својата дводневна посета на Унгарија. Авионот на Венс слета кратко пред 11 часот предпладне на аеродромот во унгарската претстолнина го пречека министерот за надворешни работи на Унгарија Питер Сијарто. Добре дојде во Будимпешта, подпредседателе. Последниот пат нешто вакво се случи пред 35 години. Американски подпредседател пристигна во Унгарија, напиша Сијарто во објава на социјалните мрежи. Во текот на посетата на Будимпешта, Венс ќе се сретне со Виктор Орбан пред клучните парламентарни избори во Унгарија, закажани на 12 април, на кој според анкетите унгарскиот премиер ќе биде соочен со најсилен притисок од опозицијските сили во последниве години. Според најавите на средбата меѓу Венс и Орбан, меѓу другото, треба да биде истакнато и богатото партнерство помеѓу Соединетите американски држави и Унгарија. Доаѓањето на подпредседателот на Соединетите американски држави се одвива под засилени безбедносни мерки во Будимпешта. Поведени се ограничувања за паркирање по очекуваната рута на Венс, отстранети се кантите за отпадоци, а околу канцеларијата на Орбан има зголемено полициско присуство. Посетата на Венс на Будимпешта се смета за сигнал за поддршка на Орбан во последната фаза пред изборите. Времето денеска сончево и топло со мала облачност. Во текот на ноќта ќе има локално зголемена облачност и услови за слаб дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Во Скопје сончево и топло со мала до умерена облачност. Во текот на ноќта во делови од котлината ќе има услови за слаб дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.